Семејно насилство има, но жените кои се жртви го пријавуваат насилството кое е сторено врз нив и понатаму не бараат сторителите да бидат казнати. Тоа е така затоа што тие поднесуваат пријава во афект и подоцна се смируваат и ја повлекуваат истата, велат од Центарот за социјални работи Кочани. На истото говорат и бројките дека годинава има пријавено 45 случаи на семејно насилство, а времени казневи мерки им се изречени само на 4 сторители. Мал е бројот на изречените времени мерки на заштита од семејно насилство од причина што, например, странките при мала кавга некој пат или некој недоразбирање во семејството, во афектна состојба, ќе го пријава семејното насилство, меѓутоа после, ќе помине на еден временски период, тие се смируваат, така да затоа и од таа причина не одат понатаму со изрекување на времени мерки на заштита. Во споредба со минатите години во Кочани бројката на пријави на семејно насилство е константна и се движи околу 50. Во 99% од жртвите се жени и во најголем број од случаите малтретирањето е психичко. Оваа година имаме околу 45 пријави на семејно насилство, за разлика од минатата година, бројката е тука некаде, немаме ни зголемување, ни намалување на бројот на пријавите од семејно насилство. Највеќе се жалат на психичкото насилство, психичкото насилство е на прво место према бројот на пријавите, а на второ место е физичкото насилство. Жртвите на семејно насилство за малтретирањето прво пријавуваат во полиција. Затоа, најголем број пријави во Центарот пристигнуваат оттаму. За одбележување на Меѓународниот ден за борба против жртвите на семејно насилство, годинава се работи на зголемување на разрешница на случаите на семејно насилство, односно сторителите соодветно да бидат казнати, а на самите жртви да им биде понудена соодветна подршка и заштита. Центарот за социјална работа од Кочани во текот на неделата, како дел од одбележувањето на денот против семејно насилство, ќе организира интерни работилници, во кои стручните лица ќе разговараат со жртвите со цел подигање на свеста за пријавување на насилството, како и разрешување на случаите.